Македонија е исправена пред нов круцијален референдум на кој граѓаните ќе имаат можноста да се изјаснат дали го прифаќаат договорот за решавање на спорот за името и стратешкото партнерство со Грција. Веќе се лиферува информации дека престојниот референдум може најрано да се одржи на 9 септември во недела, еден ден по одбележувањето на првиот референдум во 1991 година, кога македонскиот народ се определи за суверена и независна држава. Ако се навратиме на историските моменти, интересно е да се види дека тогаш постоеле сомнежи дека референдумот е најдобриот пат за да се стигне до независноста. Во екот на војните во Југославија и стравот од можна агресија, тогашната генерација на политичари водела жестока дебата дали воопшто да се распише референдум. Киро Глигоров, првиот председател на Македонија и дел од левиот блок, инсистирал да се оди на референдумско изјаснување на кое народот масовно ќе се определи за независност. ВМРО ДПМН и десниот блок во 1991 година имале сомнежи дали СДСМ и левицата јавно ќе го поддржат референдумското изјаснување и дека со тоа се оди во замка. Сепак, по исцрпните дебати во собранието, ставовите се менуваат и на 6 август со акламација се носи одлуката за распишување на референдумот на 8 септември. Денес повторно постои дилема каков референдум да се распише за спогодбата со Грција. Според законот, предвидено е за меѓународни договори да се оди на референдум распишан на државно ниво. Тука е оставена слобода истиот да биде консултативен, чиј исход не е задолжителен за државните органи, додека пак облигаторниот референдум произнесува врзувачка волја на народот, која власта мора да ја почитува. Референдум на државно ниво може да се распише и за потреба од ратификација на меѓународни договори и за други прашања од надлежност на собранието, и за одлуки донесени од собранието или за изјаснување на граѓаните за други прашања за кои одлучувало собранието. Правните факти говорат дека престојниот референдум ќе биде дополнителен, бидејќи правен акт веќе изгласан од страна на собранието, но секако пораката која ќе биде испратена на него ќе биде добар сигнал за политичарите, а тој став го застапува и професорот Фрчковски. Обврзноста годи, но обврските кај референдумот се зголемуваат и ризикот се зголемува. Треба да одлучат во тој процес каков референдум сакаат. Кај референдумот е независно од тоа дали ќе биде консултативен или ваков, тежината негова ќе биде таква, ако добро се изведе, прашањето ќе биде такво да ќе врши притисок за гласање во парламентот. Со законот не е утврдено дека треба да се распише задолжителен референдум за ратификација на меѓународни договори, па така владата и парламентарното мнозинство имаат простор за маневар за договорот со Грција да распишат и само консултативен референдум, кој како што укажува самиот опис, исходот не е задолжителен за државните органи. Сепак, во законот стои дека и за пристапување кон меѓународни сојузи или заедници на држави, задолжително се распишува обврзувачки референдум, што може да произлезе со членството на Македонија во Европската унија и НАТО. Референдумот да не успее, да речеме, а да има голем број на граѓани кои што би гласале во една или во друга насока, многу тешко ќе биде за владата да оди против тоа искажување на волјата на народот, да речеме. И може би поради тоа била дека каков и да биде формално, дека во секој случај таа одлука ќе има влијание врз тоа како ќе се однесуваат понатаму институции. Во законот никаде не е наведено дека за консултативен референдум цензусот е понизок, бидејќи тој референдум е на државно ниво. Одлуките на референдумот на државно ниво се сметаат за усвоени ако за нив гласале мнозинството од вкупниот број граѓани кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список, освен во случаите кога за одделни прашања со уставот и со овој закон поинаку не е утврдено. Референдумот и да заврши со позитивно изјаснување на граѓаните без исполнет цензус би пропаднал. Тоа може да ги комплицира процедурите за усвојување на договорот со Грција, кој е предвидено да се комплетираат до крајот на годината, заедно со сите прифатени обврски за уставни промени и имплементација на новото име Република Северна Македонија. Премиерот Заев и владата не донеле конечна одлука каков референдум ќе распишат, туку изразија став дека во секој случај волјата на граѓаните ќе се почитува. Она што се согласувам со опозицијата дека треба да биде задолжителен, а заедно треба да утврдиме дали ќе биде консултативен или обврзувачки, од проста причина што сите овие пораки кои што се испраќаат, некако кој како сака нека ме разбере, остават некој впечаток дека некој сака да ја блокира Македонија кон НАТО и кон ЕУ. Значи зборуваме за задолжителен референдум.
И за двата вида на референдуми, цензусот изнесува 50% плюс 7 гласач од вкупниот број на запишани гласачи. Сепак оваа бројка може да биде тешко достижна, доколку ВМРО ДПМН и противниците на договорот агитираат за бојкот на референдумот. Опозицијскиот лидер Мицкоски засега не дава јасен сигнал дали ВМРО ДПМН ќе води кампања за бојкот на референдумот. Елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е да одлучи дали ќе гласа или нема да гласа. Исто така елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е доколку одлучи да гласа, да му се гарантира тајноста. Дали ќе гласа за еден друг, доколку се парламентарни или локални избори, за или против, доколку е референдумско изјаснување. Така што во рамките на уставот и правата на граѓаните вие треба да го барате одговорот на политичките партии. Министерството за правда годинава понесе иницијатива за измена на законот за референдум по скратена постапка, но потоа истата брзо ја повлече со образложение дека не сака да влијае врз процесот на преговори за името, иако тогаш тврдеа дека нема никаква поврзаност, туку само се планирале технички корекции. За сега нема официјални најави дека ќе се предложат измени на законот за референдум во делот на цензусот.